Ќе се повторам, меѓутоа навистина ми представува огромна чест и задоволство да бидам дел од овој панел денес. И изразувам поддршка на сите оние кои што живеат со ХИВ, како и на нивните семејства и на сите институции и организации кои што се грижат за лицата кои што живеат со ХИВ-СИДА. Ви благодарам на сите претходни говорници за споделените информации, размислувања и исцрпни сознанија за долгогодишната работа со оваа проблематика. Во услови на оваа продолжена пандемија, со која што сите се соочуваме, овие искуства всушност се одлична можност да се запознаеме со проблемите со кои што вие секојдневно се соочувате. Дали имате недостиг на тестирање, дали имате недостиг на терапија, достапност на терапија, но и проблемите кои што и лицата кои што живеат со ХИВ се соочуваат. Пред се потребата од психосоцијална помош, потребата од навремена терапија, иако како што можевме да слушнеме дека по нашата земја сепак имаме најнови можности за користење на терапијата, така што во секој случај мислам дека од сево ова што денес го слушнавме, имаме исклучително голем напредок. Станува збор за епидемија која што трае долго време. Во светот околу 38 милиони луѓе живеат со ХИВ секојдневно и секојдневно се соочуваат со проблеми. Доста зборувавме за проблемите со дискриминација, со стигматизација и навистина мислам дека клучниот момент во спречувањето на дискриминацијата и стигматизацијата е едукацијата и подигнувањето на свеста од најмали нозе. Затоа што најважно е да ги научиме децата на правилни навики, на правилни сваќања, а подоцна, ако веќе еднаш се створи лоша навика, многу потешко се одвикнуваат од тоа. Исто така, она што го споменавте, тестирањата, важноста на тестирањето и исклучително е важно што имаат сите можност да го направат тоа дури без давање на никакви лични податоци. Значи, апелирам сите што имале ризично однесување, затоа што денес веќе не зборуваме за ризични групи, како што се зборуваше на почетокот. Ако добро се сеќавам, веќе пред 30 на години. Меѓутоа, имаме една поширока група на лица кои што можат да бидат инфицирани со ХИВ. Навистина е исклучително важно сите да го спроведат тестирањето по, како што рековте, 3 месеци од ризичното однесување, затоа што навистина е многу важно да се открие инфекцијата во раниот период. Колку подоцна се открива, сите знаеме дека и начинот на третирање е потежок и исходот се разбира е потежок. Значи, сепак станува збор не само за наш проблем, сепак е тоа еден глобален проблем, јавно-здравствен проблем, бидејќи, како што реков, огромен број на луѓе се имаат ХИВ инфекција, така што и без разлика што имаме одлични резултати во откривањето, иако минатата година јас се надевам дека не станува збор за статистичка грешка или намалување на бројот на тестирање поради пандемијата со ковид, туку навистина почнува да се намалува бројот на инфицирани со ХИВ, но се надевам дека тој надолен тренд ќе продолжи и во наредните години, па до крајот на 2030-та ќе го постигнеме оној глобален тренд што е запишан дека треба да имаме 0 нови случаи инфицирани со ХИВ. И на крајот, уште еднаш би сакала да дадам јавна поддршка на сите оние граѓански институции кои што соработуваат и со нашите институции, граѓански здруженија, кои што соработуваат со државните институции во пружање и на психосоцијална помош и во помагање
со тестирањата, со давање на терапијата како поддршка на клиниката за инфективни заболувања и секако поддршка на сите лица, не само на оние што живеат со ХИВ, туку и на нивните пошироки семејства, нивните пријатели, за да практично се овозможи нормален живот, да тие можат нормално да функционираат без разлика на нивниот ХИВ статус. Благодарам.